Четврток, 18 часот и 15 минути, почитувани гледачи, добро дојдовте во најновото издание од Скопје ми е дома преку локалната програма на Вистинска телевизија. Продолжува циклусот емисии, продолжуваат интервјуата со моите соговорници, скопјани, луѓе од градот, луѓе од скопските институции. Овој пат или вечерва разговарам со Дијана Илиевска, пратеничка во Македонското собрание, која што ни доаѓа од Скопската општина Газибаба. Изминатиот период бевме сведоци на пожари кои што токму се случуваа на територија на општина Газибаба. Ќе опатиме дел од пожарите, односно ќе поразговараме за тоа каква е состојбата денес, меѓутоа ќе поразговараме и за незината улога и цел во Македонскиот законодавен дом и секако за тековните проекти и настани кои што се случуваат во Скопска Газибаба, меѓутоа и за предстојните локални избори кои што ни следуваат и многу други прашања и локални теми. Јас нема да должам во најавата. Господја Дијана, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Еве, чинам по втори пат во Скопје ми е дома на локалната програма на Вистинска телевизија. Добре дојдовте, како сте? Добро ве најдов. Благодарам на поканата, чест и задоволство што повторно сум денес тука заедно со вас. Така, драго ми е што повторно ќе имаме можност да поразговараме за Скопска Газибаба, меѓутоа и за вас како пратеник во Македонското собрание и сево на кое што е актуелно периодов. Се случија некои немили настани. Јас со тоа би започнала пожарот во Скопско Трубарево, дивата депонија Вардариште. Каква е ситуацијата сега, ајде еве од вас во прво лице? Така, тоа е моментална ситуација која навистина предизвикува одредена вознемиреност кај граѓаните, конкретно во градот Скопје. Нешто што е навистина за осуда, лично јас од моја страна навистина верувам дека и секој совесен граѓанин би кажал, односно би дал една осуда за секој оној кој се посегнува да направи такво дело, со што ќе се загрози безбедноста и здравјето на граѓаните на Република Македонија. За жал се случуваат, токму и кај нас во општина Газибаба, во населеното место Трубарево, но морам да истакнам и да укажам голема благодарност до градоначалникот на општина Газибаба, кој заедно со останатите колеги кои што нели бевте сведоци вие на медиумите, беше изнесено дека заедно со кандидатот за градоначалник на градот Скопје Орце Георгиевски, Дејан Митевски, беа повеќе од 15 часа на терен. Тука беше вклучена помошта и од централната власт, директно нели од владата, со сите расположливи ресурси, се со цел навремено и во најбрз можен рок сето тоа да се санира, односно тој голем пожар да се стави под, односно да се денес имаме и четворица обвинети. Основното јавно обвинителство излезе четворица обвинети за пожарот во Трубарево, меѓутоа Институтот за јавно здравје излезе дека нема таму радиоактивност, ситуацијата дека е под контрола, пожарот е смирен, под контрола е се. Јас ќе ве прашам за Вардариште, за дивата депонија Вардариште, за кое што токму и градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски кажа дека во вториот мандат Вардариште ќе стане еден голем зелен парк, тоа чинам дека го најавија со Георгиевски. Што се случува со Вардариште и зошто досега не е решен тој проблем? Тоа е голем проблем, децениски реално, кој навистина низ годините се провлекува, но веќе мислам дека е крајно време за негово целосно решавање. Ингеренциите за надлежноста на Вардариште се под градот Скопје, но тековно ситуацијата е таква каква што е, но верувам дека повторно ќе повторам со доаѓањето на кандидатот за градоначалник на градот Скопје Орце Георгиевски, навистина ќе се успее да се тргне тоа црно место во општина Газибаба и ќе се изгради еден зелен парк заедно со општина Газибаба, значи општината заедно со градот и општината Аеродром ќе се стави приоритет на сето тоа и сметам дека и верувам дека во периодот што следува навистина тамо ќе се направи еден парк кој што ќе бидат белите дробови на градот Скопје и воедно би се изградил и еден мост кој што ќе биде помеѓу општина Газибаба и општина Аеродром, со што ќе се направи едно непречено движење на граѓаните меѓу тие две општини.
Колку во ваквите, ќе ги кажам, немили настани, немили случувања на скопска територија е важно граѓаните да почувствуваат доверба во институциите и доверба секако во луѓето, представници од нивната општина, велам представници еве и вам како таква, колку сте блиски до граѓаните, во повеќе наврати ја споменувате претеничката канцеларија овде на територија на општина Газибаба, колку сте блиска и транспарентна до вашите сожители, а од друга страна колку ви се обраќаат, колку доаѓаат со барања, со идеи за следна реализација. Особено е важна честа да се биде носител на ваква функција, нели конкретно и на жена, но од друга страна е голема одговорност и тоа на функција која што ги дава пропратно сите оние обврски кои што ги имаме. На мене лично како пратеник во Македонското собрание единствен приоритет ми се граѓаните на општина Газибаба, можеби конкретно и сите останати низ цела Македонија, бидејќи ние сме сепак представници на сите граѓани, народни избраници. Комуникацијата со граѓаните во општина Газибаба можам да кажам дека е отворена и транспарентна. Имаме пратеничка канцеларија во просторите на општина Газибаба. Во таа пратеничка канцеларија, значи ова што сакам да го истакнам е дека задоволството дека во општина Газибаба освен мене имаме уште двајца пратеници, пратеничката Жаклина Пешевска и пратеникот Зоран Коцевски, кои што се мои колеги и се од претходниот мандат, и сите заедно тројцата сме во служба на граѓаните. Петок е денот кој што е одреден за прием на граѓани, но некогаш ќе се случи можеби во петокот да имаме обврски во собрание, па комбинираме, одиме и во други денови, закажуваме средби, така да мислам дека навистина граѓаните на Газибаба се задоволни од тоа што имаат тројца пратеници и се нивни представници во законодавниот дом. На прак ни се предстојните локални избори. Моето прашање е колку претениците од нивната матична општина се блиски до градоначалникот и до советниците како такви, односно колку координирано соработувате за во интерес на сожителите, граѓаните на општината. Так, навистина можам да кажам и да се пофалам дека сме еден одличен тим во општина Газибаба, градоначалникот нели заедно со советниците и претениците, и тука сакам да го истакнам задоволството и честа што имав можност да бидам јас председател на советот во претходниот мандат, значи од председател на советот заминав како пратеник во Македонското собрание заедно со градоначалникот, тој беше кандидат за градоначалник на претходните локални избори, јас бев носител на листа и навистина успеавме да издвоиме една голема победа и таа победа потоа да продолжи во една убава соработка која што навистина резултираше со големи резултати и верувам дека истата таа соработка ќе продолжи во иднина и во следниве 4 години од неговиот мандат и ќе успееме заеднички граѓаните, градоначалникот, советниците и ние пратениците да се избориме за проекти повеќе кои ќе значат подобар живот за граѓаните во општина Газибаба. Што е поразлично од председател на совет да заминете во законодавниот дом како пратеник, односно како таму може да делувате за подобро во вашата општина? Така, председател на совет е проблемите со кои што се соочуваме, нели зборам на локално ниво, се можеби поограничени и се сведуваат на одредени локални проблеми за разлика на тоа во парламентот, таму веќе имаме теми, изборуваме и дискутираме и на комисии и се креираме закони и предлагаме амандмани на повеќе теми, односно буквално нели на цело на опкружување што го имаме од целото општество. Дијана, член сте на комисијата за локална самоуправа, една убава тема исто така, и на комисијата за образование, наука и спорт. Што се расправа на комисијата за конкретно за локална самоуправа? Так, комисиите се всушност работни тела кои се составен дел од парламентот, на кои што навистина токму на тие комисии најмногу се дискутира. Се говори ли за главниот град? Да, се говори конкретно на комисијата за локална самоуправа. Во периодот што измина имавме доставено до собранието и закон, односно измена и дополнување на законот за локална самоуправа, кој што помина неколку филтри, односно неколку читања и верувам дека во периодот што следува ќе биде изгласан од сите пратеници во Македонското собрание, се со цел да се зголеми транспарентноста и отчетноста на градоначалниците.
Така, што се случува тековно во Газибаба? Имавте отчет, тековни проекти и настани, инфраструктурни, можеби постојано подслогано дека во Газибаба тек допрва почнува најдоброто, односно дека постојано се гради и најавивте една градежна офанзива, односно градоначалникот Стефковски заедно со вас во посета на повеќе населени места каде што останала некоја улица неасфалтирана. Остана ли нешто клучно кое што не се направи во овој мандат, можеби? Ете, и вие сте биле председател на Советот, па сте запознаена непосредно и директно со она кое што во овој мандат било клучно побарано од сожителите, од населените места, од населбите во Скопска Газибаба. Остана ли нешто недовршено кое што ете граѓаните го бараат и им е клучно и важно за сега? Газибаба е една голема општина, би рекла, и најголем дел од Газибаба е рурален дел, каде што навистина се соочувавме низ периодот со големи проблеми, односно некои незавршени работи кои што се навистина неопходни и се важни, значи имаше населени места без вода за пиење и без канализација. Сето тоа во периодот што измина се успеа да се заврши, меѓутоа, пак ќе кажам, заради обемноста остануваат и уште некои недовршени работи кои што во следните 4 години градоначалникот заедно со Советот верувам дека ќе успее да ги заврши. Она што е важно дека навистина од страна на градоначалникот имаше желба и сакаше да остави буквално белек во секое населено место, значи нема населено место во кое што не се направи нешто, но сепак пак ќе кажам, дали може повеќе, може, дали може подобро, секогаш може подобро. Битно е желбата, нели, и волјата од страна на локалната самоуправа да се реализира сето она што не било реализирано, но верувам дека сега со поддршка од централната власт, поддршката и од градот Скопје, дека во следните 4 години навистина ќе се заврши се она што не било завршено и ќе нема неасфалтирана улица и сите жители ќе бидат задоволни. Така, ве прашав од друга страна колку граѓаните излегуваат со своји идеи, можеби решенија и предлози за оние проекти кои што се важни сега и во следниот период кои што треба да се реализираат. Се случи еден караван за идеи на кој што бевте исто рамо до рамо со градоначалникот, колку граѓаните беа вклучени во ваквиот караван на идеи. Од друга страна, што беше целта? Што е целта на караванот за идеи? Предпоставувам непосредно и директно да го слушнете гласот на граѓанинот, меѓутоа еве од вас. Главната цел на караванот беше да се соберат идеите се со цел да може да се креира програмата со која што ќе настапи градоначалникот на локалните избори. Так. Значи се она што им е потребно на граѓаните да биде вклучено во програмата. Навистина интересот од страна на граѓаните беше голем на тие средби, доаѓа и дава своји идеи, дел можеби се во тек на реализација, дел можеби не се отпочнати, дел се веќе завршени, но како и да е, значи битно е да бидат тие директно вклучени креатори на програмата, која што понатака нели во иднина ќе се реализира во изминатите 4 години. Вклученоста на нас пратениците, значи поддршката е секогаш тука и сме заедно со градоначалникот и до градоначалникот, значи битно е да слушнеме и ние, можеби ете граѓаните имаат некои прашања до нас, пратениците за некоја работа или помош која што ја имаат, дали институционално или било како, значи да може да се обратат и да им дадеме помош. И колку го прават тоа во пракса, колку се слободни, колку се блиски и да си ги кажат своите барања? Па да, блиски се, значи ете официјални тие приемни денови кои што ги имаме, сега најчесто на телефоните, значи достапни во секој момент, нели, да може да се јават, да пишат за било што, кога ќе бидеме во можност да помогнеме. Така, кога сме, кај проектите и она следно кое што ќе се работи под слоганот Газибаба не запира, се гради, се инвестира и се движи напред, се најавија некои нови проекти, нов спортски центар еве во Идризово, нова детска градинка во Трубарево, во Инџиково, се реконструираат домови на култура. Значи ли дека ова се проекти кои што допрва ќе почнат да се реализираат или говориме за веќе започнати проекти кои што можеби ќе се доработат во следниот мандат?
Доколку Стевковски ја добива Да, последно дел од проектите што ги набројавте, пример спортскиот центар во Идризово, градинката во Трубарево, тоа се веќе завршени проекти. Градинката за неколку дена или недела, две можеби ќе започне и со работа. Значи, најважно од се што се прават капитални проекти. Значи, тука е нели со директна помош, пак ќе кажам и од владата, со она 250 милиони евра за сите општини кои што аплицира на јавните повици и со готови проекти кои подоцна нели ќе бидат реализирани. И навистина е важно затоа што можам да кажам како никогаш досега во Газибаба се гради. Во исто време се градеа две детски градинки, се изгради физкултурна сала во Булачани, моментално се гради и во Црешево, се реконструира домот на културата во Ченто, се реконструираат улици, се градат детски катчиња и така натаму, многу работи кои што навистина биле неопходни, им се потребни на граѓаните и со исто тоа темпо верувам дека ќе се продолжи во периодот што следува. Така, со сето ова кое што го набројавме и кое се изреализирало, сте били председател на Советот и понатаму дел од локалната самоуправа и дел од општината и општинската администрација. Колку е променет ликот на општина Газибаба како таква? Кажавме дека е голема општина, дека има многу рурални места, меѓутоа ете, колку се измодернизира општината, колку се промени делот на инфраструктурата и секако ликот на самата Газибаба. Така е, се менува. Јас имам така една изрека која што велам дека Газибаба се гради и менува и она што е убаво да се слушне кога одиме по населените места од граѓаните, кога ќе асфалтираме улица или кога ќе правиме некој спортски центар или некоја друга, некој друг проект, кога ќе се слушне дека буквално после толку години за прв пат пример се прави тоа и тоа значи дека нешто што со години не се правело и градело, дека сега во овие 4 години навистина многу се направи. Токму денес и отчетот на градоначалникот на општина Газибаба, каде што ќе даде отчет за она што е сработено во неговиот мандат и навистина верувам дека има што многу да каже во истиот. Така, кога говориме за рурална средина, тука ми е и прашањето за градскиот превоз, проблемот со градскиот превоз за кој што верувам дека ќе ми одговорите дека е надлежен град Скопје, меѓутоа што се случува еве и како пратеник и како председател претходно на Советот на општината, предпоставувам, односно уверена сум дека вашите сожители се соочуваат навистина секојдневно со проблемот со градскиот превоз. Има ли некои идејни решенија, можеби на долг рок, како ќе се реши? Тоа е нешто што навистина се провлекува, особено во изминативе неколку години е малку така поизразено, а особено е важно, односно го чувствуваат граѓаните во руралните средини, затоа што во тие средини распоредот на движење на автобусите и онака е пример проречен можеби на час-два и ако има некој дефект, ако не дојде на време таа линија која треба да дојде, буквално се соочуваме да имаме реакции од граѓаните дека можеби по цел ден се одсечени од градот. Тоа е нешто што нели е негативно и ги остава луѓето не можат да отидат на работа, учениците не можат да стигнат на време на училиште и нешто што навистина вознемирува. Јас се надевам дека во периодот, односно и сигурна сум дека во периодот што следува дека тоа ќе се промени, со онаа поддршка од владата што е најавена за набавка на 120 екоавтобуси, од кои што токму 80 ќе бидат наменети за градот Скопје и верувам дека во периодот што следува дека навистина ќе се почувствува некое подобрување во однос на тоа, односно граѓаните ќе успеат нормално да се движат низ главниот град. Една новина или можеби интересна информација, учиме без предрасуди, општина Газибаба обезбеди униформи за дури 6800 ученици со почетокот на новата учебна година во септември. Како ќе го искоментирате тоа и од друга страна какви се капацитетите на училиштата и градинките токму во оваа општина со толку многу рурални места? Училиштата во Газибаба се вкупно 11.
и навистина е таа одлука за поздравување и нешто што е убаво, значи да бидат сите еднакви и да носат исти униформи. Неколку години, односно откако е градоначалник господинот Бобан Стефковски, почна да се воведува таа пракса и трае секоја година, учениците добиваат своји униформи, различни по боја зависно од училиштата. Во однос на капацитетите кои што ги имаат училиштата, мислам дека е во ред во однос на физкултурни сали, во однос на опременост на кабинети и така натаму. Во однос на градинките, ние имаме 2 градинки во општина Газибава со повеќе клонови, 25 мај детска радост. Во детска радост мислам дека веќе нема листа на чекање, освен неколку деца за во јасли, 25 мај има од, не знам, сега точно да не ја сгрешам бројката последна што беше на листа на чекање, но со изградбата на 2 градинки, едната во Инџиково, другата е во Трубарево и уште 2, едната во Сингелич и другата помеѓу Маџари и Керамидница, значи буквално со изградбата на тие 4 градинки, 2 се веќе готови, за 2 ќе се отпочне со градба, ќе се стави, ќе нема онаа листа на чекање во градинките. Се пофаливте и со зелени промени во општината, односно се случи прв пилот проект во Стајковци, чинам, селекција со 5 амбалажа и лименки во домаќинствата, се поделија курпи за отпадоци заедно со Центарот за климатски промени. Чинам дека бевте дел и вие од настанот со градоначалникот. Која е целта на ваквиот проект кој што одекна малку повеќе во јавноста како зелена промена во општината? Заедно со Центарот за климатски промени се направи таа еколошка иницијатива, односно акција, која што е пилот проект, како што кажавте, во градот Скопје, односно Газибава е првата општина во која што се имплементира и тоа е во едно населено место, во одредено каде што се делат корпи, се со цел да се рециклира отпадот. Една од најважните причини зашто е тоа, најнапред да се развие свеста кај граѓаните за селекција на отпадот, потоа и да се намали отпадот, да се намали загадувањето на воздухот и почвата и навистина е проект кој што беше поддржан и пака пофален од граѓаните и верувам дека во иднина истиот тој проект ќе се иницира, односно ќе продолжи во сите населени места во општина Газибава, па и во сите општини во градот Скопје, се со цел да дојде време на вистина да биде градот без нула отпад. Така, кога сме кај зелените промени, јас би ја споменала тука и здравата животна средина и колку граѓаните на Газибава се свесни и одговорни кон чистата и здрава животна средина. Овде во Газибава го имаме и парк Шума Газибава, преубав парк кој што може да послужи за рекреација и граѓаните секојдневно го посетуваат. Колку тргнуваме од себе во свесноста за чиста и здрава животна средина? Тоа е едно што е најважно, реално, значи сите сами од себе да тргнеме и да дадеме пример на останатите, меѓутоа пак да поднесеме некоја иницијатива, се со цел да се подигне свесноста кај граѓаните. Паркот Шума Газибава, исто така тука би ја спомнала и Скопска Црна Гора, која што е дел од општина Газибава, бидејќи јас доаѓам токму од тој дел и навистина се места кои што се бели дробови и треба да си ги чуваме и среќна сум кога ќе видам дека истите се посетени од граѓаните, значи тие веќе така свеста проработува и сите се враќаат на оние, би рекла, почисти средини, каде што навистина можеби е подобро место и за живење. Така, ова верувам го кажувате и од лично искуство и од самото ваше место на живење. Дијана, во Газибава, еве конкретно на плоштадот во Автокоманда, летово бевме сведоци на многу културни случувања и се уште се случуваат настани. Граѓаните се оние кои што или ќе пофалат, или ќе искритикуваат секако, меѓутоа фактот е дека се случуваа настани во Газибава, ќе продолжи ли тој тренд на случувања што е предвидено во делот на културата и можеби ќе споменаме во концептот. Така, навистина има во текот на целата година настани, меѓутоа настани буквално има и за повозрастните, настани има и за децата, се со цел да се промени нешто. Сите сме сведоци дека граѓаните многу помалку сакаат да зборуваат реално за политика и навистина им е неопходна таа
таа атмосфера која што се создава. Сите тие настани се масовни, присутни се голем број на граѓани и буквално знаат никогаш да ни пишат и да не прашаат следно кога ќе има или што ќе се случува. Значи е нешто што е поддржано, го сакаат граѓаните и ќе продолжи во иднина. Да, токму и во тој контекст ми беше и прашањето дали покрај политиката навистина сметате дека се потребни вакви разоноди и убави настани за жителите. Полека доаѓаме до делот со приватни прашања. Колку вам Скопје ви е вистински дом? Како го чувствувате главниот град? Кажавте дека сте жител овде на Газибаба. Како ќе го искоментираме Скопје во вашите спомени? Скопје денес, сликата за главниот град денес, на какво Скопје вие се сеќавате? Така, градот Скопје е мој дом, родена сум тука во општина Газибаба. Девојче сум од тука, мажена повторно во општина Газибаба, значи целиот мој живот. Целиот мој живот е во општина Газибаба и во градот Скопје. Она што можеби би се сеќавала на тој град во времето кога јас сум била дете, можеби на оние сендвичи кога одевме кај Чичко Стоилко да ги... Да, мислам тие, и јас се сеќавам на тие. Потоа и оној Луна парк кој што го имавме, кој што беше со голем број на дечиња, старата Скопска чаршија и така многу други работи кои што навистина ги паметиме од детството. Дел се останати, дел ги има, дел ги нема. Меѓутоа, како и да е, Скопје е љубов, Скопје е наша инспирација и верувам дека каде и да одиме, секогаш посакуваме повторно да се вратиме дома во нашето Скопје. Така, предпоставувам дека и со вашата работа и ви во Македонското собрание и секако низ тие гужви трчканици низ центарот на градот, низ централното градско подрачје, верувам дека имате место на кое што секогаш се навраќате, каде што си го наоѓате мирот и каде што се опуштате, можеби полните батерии. Па да, место, еве јас би го издвоила, како што кажав, дека доаѓам од делот на Скопска Црна Гора, падините на Скопска Црна Гора. Во тоа населено место каде што јас живеам, Црешево, е едно богато културно, духовно светилиште каде што има 3 цркви. И тука би издвоила можеби црквата Света Петка, која што е навистина на една повисока надморска височина, која што во моментот се реставрира и се направи еден голем крст на кој што буквално градот Скопје ни е на дланка и е така едно мирно, убаво, духовно место. Доколку не сте посетиле, ве поканувам да го посетите, навистина зрачи со енергија. Така ќе го погледнеме и ќе дојдеме секако. Што му недостига денес на главниот град? Најважно кое што ни е потребно, можеби? Градот Скопје, како што кажавме, е наша љубов, наш дом и има многу работи кои што можеби недостасуваат, но јас би рекла дека најмногу недостасува вистински лидер кој што ќе го врати сјајот на градот Скопје, но исто така и совесни и одговорни граѓани кои ќе умеат тоа да го чуваат. Така, пред да ве прашам кои се вашите следни амбиции секако во политиката, меѓутоа и на професионален и приватен план, ќе ве запрашам како сте вклучена во локалните избори, кои што етени се веќе на прагот, што се случува во тој дел, за веднаш потоа да поговориме малку повеќе за жените во политиката. Предпоставувам заврши караванот на идеи, кампањата е исто така на прагот. Така, кампањата се уште не е почната, меѓутоа ќе започне за неколку дена. Значи, она што се направи со караванот, се дадоа идеите, се комплетира програмата со која што ќе настапи градоначалникот. Сега во периодот што следува, се оние теренски активности, се со цел да се презентира она што е сработено и да се представи кандидатот за градоначалник и советниците за локалните избори. И верувам дека ќе биде успешно. Ние како пратеници тука сме секогаш за да дадеме поддршка и ќе бидеме директно вклучени во сите активности кои што ќе следат за време на кампањата.
Колку е поголема одговорноста на жената во политиката, каде се наоѓа балансот помеѓу професионалното и помеѓу приватното на жената како сопруга, како мајка денес, како жена со кариера? Нешто позади камерите ние си разменивме неколку зборови дека денес на жената е малку потешко да се докаже, па ете тој ќе го слушнеме еве и од вас пред нашите гледачи. Токму така, патот до успех, би рекла, на жената може би е малку потежок и времето за да се докаже дека таа навистина има одредени квалитети кои што реално може да ги понуди и кои би придонеле да носи одредена функција. Но па ќе кажам, за да жената биде успешна, единствено е најважно поддршката од семејството. Бидејќи тука, ако нема поддршка, таа не би можела буквално, нели, по текот на денот да направи некоја друга плюс работа, освен онаа што има во домот и грижата за децата. Така да сметам дека навистина има жени кои што можат да дадат, меѓутоа од одредени причини, нели, ете заради таа неможност или немање на помош, не можат толку да се реализираат и да се истакнат, да бидат препознатливи во општеството. Но како и да е, пак ќе кажам, патот е тежок, но со успешно и давање шанса можеби на жената да се покаже дека знае и уме, ќе имаме повеќе жени и во политиката можеби. Тука ќе го наметнам и прашањето за вашите следни амбиции и секако приоритети. Верувам дека ќе си ја завршувате функцијата како, нели, пратеник, меѓутоа што е следно можеби на агендата на Дијана Илиевска? Па конкретно следно немам вака нешто што ми е навидум за скоро време. Она што следува, нели, вклученоста во локалните избори кои што следуваат, тоа е нешто што е најважно, нели, да бидеме помеѓу граѓаните, да ги поканиме да излезат, да ја дадат својата доверба. За, нели, општина Газибова конкретно и за градот Скопје и мојата работа во Македонското собрание, каде што навистина мојата цел и мисија е да заедно со останатите колеги пратеници, нели, креираме, донесуваме и гласаме закони кои што ќе значат подобро утро за граѓаните на Република Македонија. Така, и при самиот крај, со тоа полека ќе го заокружуваме, не можам да не ве прашам што најмногу вас ве врзува со главниот град, што најмногу вас ве врзува со вашиот дом, со вашето Скопје, и со тоа полека ќе привршуваме. Оно што ме врзува за градот Скопје, еве конкретно пак би ја издвоила мојата општина Газибова, бидејќи низ годините тоа е местото на моје делување и работење, значи како моја професија, како деленски наставник токму во Газибова, повеќе од 10 години во Општинското основно училиште Кирил и Методи во Стајковци и дел од Советот на општина Газибова 4 години, потоа 2,5 години како председател, значи низ годините целите оние движења се токму низ Газибова, пак ќе одвојам Газибова како едно од моите омилени места од градот Скопје. Така, и најубавите спомени претпоставувам. Од друга страна, осувајќи заокружуваме полека, колку е поголема одговорноста и ете можеби врската кон тоа да бидат исполнети барањата на оние кои што ви ја дале довербата, на оние пред кои што повеќе од 10 години сте Дијана Илиевска? Обврската е голема, пак ќе кажам и ќе се навратам на почетокот, значи честа е навистина голема, меѓутоа обврската е уште поголема за да можеме да дадеме и да вратиме, нели, на сите оние кои што веруваат реално во нас. Храбри сме, ќе успееме, ќе продолжиме и верувам дека навистина после голем број на години ќе бидеме горди на се она што го правиме денес. Дијана, ви благодарам уште еднаш што ја прифативте мојата покана да бидете дел од Скопје ми е дома. Ќе ви постакам да си ја оправдате довербата кај вашите сожители граѓани, секако со напорна работа. Ќе постакам успех во сето она кое што го работите и нека биде сето тоа, нели, во дослух со оние на кои што сме им најпотребни, односно оние кои што ве избираат вам и оние кои што вие ги представувате. Се надевам дека ете после локалните избори ќе проговориме повторно со вас за сите тековни настани проекти токму во вашата матична општина Газибова. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вам.
Дијана Илиевска, пратеничка во Македонското собрание, гостинка во најновото издание од Скопје ми е дома на Вистинска телевизија. Почитувани гледачи, се надевам дека отворивме повеќе прашања и теми поврзани можеби со вашата матична општина, со општината Газибаба. Верувам дека успеавме да го задржиме вашето внимание и со ова издание од Скопје ми е дома. Јас овде ќе ве поздравам и ќе посакам да се видиме следната седмица во истиот термин, четврток 18 часот и 15 минути. Довидување. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја